До 2012 година се проценува дека веќе, ако задржи овој континуитет, 700 милиона луѓе, т.е. половина од кинеската популација, ќе живее во урбани средини. Во урбани средини. И сето тоа предизвикува, значи, голем број на тешкоти, но и голем број на градежниство, инфраструктура. Еве ги тие 40% цемент. Апсолутно, апсолутно. Значи, тоа е првиот фактор, да речеме, со Кина. Второ, последните неколку години расте во континуитет 10% годишно. Неколку години расте што? 10% годишно? Сукупниот бруто домашен производ. Расте, економскиот производ. Бруто домашниот производ на Кина расте 10% годишно и веќе можеби 10 години поред. Има ли некаков пример за вакво нешто во светот? Може да се светов? каже, можеби Јапонија помина преку сличен процес во 60-тите и дел од 70-те. Кореја помина сличен процес во 80-те. Така што не е без преседан, но тоа што е без преседан е огромноста на Кина како држава, Кина како популација и ефектот што Кина го има врз целиот свет. Можеби ќе ви изненади да ви кажам дека минатата година Кина стана четврта по големина, најголема економија во светот. Значи Америка е прва од аспект на домашно, значи вкупниот GDP или домашно производство. Америка е прва, Јапонија е втора, Германија е трета, Кина со 2,6 трилиарди долари или 2600 милиарди долари е кинеската економија. Зашеметувачки се овие податоци, искрено да ви кажам. А уште не ги спомнавме каде е тука Русија, каде е тука Индија. Бразил ме изненадува во цела ова приказна. Бразил, Индија и Русија по големина се прилично слични бројки, околу 900 милиарди долари бруто домашно производство плюс минус да речеме за трите земји, што значи Кина заедно со трите земји веќе представува 4,5 трилиарди долари од светската економија. Тие се тие земји што се во еден подем во последните 5 години. Да. Значи, и они сега имаат потреба во нивниот раст и подем, колку што разбирам, значи потреби од ресурси. Нив им требаат основни, базични ресурси. И тоа исклучиво го... олово, цинк и така натаму и така. Апсолутно. И тоа исклучиво го објаснува зошто дојде до такво зголемување, драматично зголемување на цените на берзата. Тука има и втори елемент, и тоа е околу вредноста на доларот, но тоа може доларот, поради тоа што доларот во истиот период падна, да речеме, од долар спрема евро, 1 спрема 1 до 1 евро сега е $1,50. А зошто тоа се случува? Добро, тоа е друга тема која мислам може малку подоцна веќе е покомплицирано зошто тоа се случи. Но тоа е вториот фактор кој до некаде исто така објаснува зголемувањето на светските берзи на овие основни ресурси. Кога земја се развива со ваков брз развој, тоа не може да трае вечно, нели? Немаме преседан и не е ова без преседан во историјата на цивилизацијата. Знаеме примерите. Колку ваков еден подем може да трае, додека да се изградат куќи, станови, нели? Сега веќе некако треба да се избалансира и тој стандард на живење додека се достигне. На Индија може ќе им треба 20 години, на Кина може би 10 и така натаму. Какви се проценките, до кога ќе трае ваквиот тренд? Па тоа е тешко сега да се предвиде до кога точно би траел тој тренд, нели? Доколку продолжи да расте со овој интензитет, некаде во наредните 25 години ќе стане најголема економија во светот. Значи, ако тоа може да го проектираме, доколку продолжи да расте по овој тренд. Во случајот на Кина нема причина зошто нема да продолжи да расти. Прашањето каде, нели, точно кога ќе постигне шпицот на внатрешната продуктивност, и иновативност и сето тоа што е потребно за една земја. Тоа се многу тешки работи за прогнозирање. Апсолутно, и тешко е да се прогнозира, но едно е неспорно дека Кина е земјата која во најголема мерка ќе ги дефинира светските економски односи во 21. век. И во секој случај, значи ќе стане некаде во некоја деценија во овој век, ако не најголема, тогаш сигурно ќе се приближи кон иста економска вредност која Америка
ја представува. Што значи нема да биде побогата од Америка по глава на жител, но како вкупна економија не е спорно дека прашање на време е кога кинеската економија ќе стане со иста големина како американската економија. Господин Дончев, дали ова исто важи и за Индија? Затоа што Бразил и Индија искрено ми изненадивте со податокот дека ваков бум се случува во Бразил, нели, во Јужна Америка, но за Индија конкретно, нели, земја која ја перцепираме каде што е немаштија, глад, беда и несреќи, така ја перцепираме од медиумите. Но немаме податоци, знаеме за огромен одлив на мозоци кои се појавија, нели, врвни стручњаци, нобеловци, нема IT компанија или некоја современа компанија каде што нема да сретнете некој врвен стручњак кој е индиец и така натаму. Просто го проплавија светот и заради, например, според она што го имам осознаено, нели, како податок, заради изворедната поставеност, нели, на школството таму, едукацијата е изворедна. На овој момент со економијата во Индија, дали е сличен како со Кина или има некоја друга специфика таму? Има друга специфика, речеме, со Индија. Меѓутоа, сега да не забораваме, значи, стартната позиција на Индија беше многу по-ниска од Кина. Така, стартната позиција. Сепак Индија е нација од милиарда жители, значи самата. Ја географијата одамна не се ме. Ја застанав на 800 милиона каимниците. Добро. И кога зборуваме, значи, за низината економија, навидом 900 милиарди долари, така е голема сума, но сепак по глава на жител представува 900 долари по глава на жител, така што е се уште една третина што стандардот што го имаме во Македонија како пример. Така, значи, просечниот македонски стандард е 3 пати повисок од просечниот индиски стандард. Но во една таква огромна земја имаш и огромни предпријатија и огромен потенцијал, кадровски потенцијал, бидејќи по единствен факт што имаш таква голема бројка на популација. Но мене ми е познато дека Русија, Кина, еве и Бразил ја имаа таа инфраструктура која беше потребна, нели, во 19 век, железници, во 20 век, патишта, авиосообраќајот и така натаму. Дали колку толку имаше некаква инфраструктура и во времето на комунизмот се градеа такви, но во Индија имам впечаток дека не е толку развиена. Од тука ли е низината само стартна позиција доста ниска или инфраструктурата е исто еден процес низ кој поминува Индија сега? Па мислам да би отиделе во Индија денеска би биле многу изненадени од тоа што ќе видите во главните градови, како што ќе видите изненадени што би виделе во Шанхај или Бејжинг во Кина, мислам, станува збор за еден ултрамодерен град кој му е рамен на било кој метрополитен град во светот. Но тоа се, да речеме, мали парчиња од севкупната земја. Точно е дека значи како целина Индија има огромна сиромаштија и тоа не е спорно. Но одредени сегменти во Индија се тие што стануваат движечката сила на Индија, како и на Кина, и неспорно е дека како правец кој е веќе поставен, Индија исто така ќе расти, но не представува истиот економски потенцијал како што Кина го представува во овој момент. Така. Значи, покрај останатите ресурси кои овие земји кои доживуваат економски бум, можеме, значи, слободно да кажеме, они имаат потреба од ресурси, меѓу кои е нафтата. Но пред да идеме за нафтата, уште ова само објаснете ми. Зошто овие земји? Зошто кај нив се случи? Зошто не се случи на Бангладеш? Зошто не се случи на Кенија? Зошто не се случи на Јужна Африка? Зошто не на Аргентина која се граничи до Бразил? Зошто токми во овие земји се случи ова што се случува? Или Индонезија, например, која имаше еден добар успон и стигна едно добро ниво, но не така бомбастично. Кореја исто така, ако не се лажем. Дајте ми тука малце едно... Многу интересно прашање, нели? Тоа е вистинското прашање. Зошто Кина прво? Прво и пред се поради големината на пазарот. Така, кога Кина веќе одлучи да се отвара спрема светот, така како што спомнав од 82-та година, така, значи имаше огромен број на мултинационални компании кои
влегоа во кинескиот пазар. Знаете, за една Кока-кола све што е потребно е една лименка да продаваш на ден, така и тоа ти е у принцип милиарда лименки Кока-кола дневно. Значи, прво и пред се, кога веќе се отвори, кога ги испушти бариерите за трговија, за инвестиции, за соработка на економско поле, прво и пред се имаше огромен прилив на светски компании кои го гледа кинескиот пазар како пазар. Значи, прво пазарот е чим имаш ти милиарда луѓе кои купуваат, тие сакаат да јадат, да пијат. Апсолутно. Значи, тоа е првиот ефект. Второ, значи, самиот чин што имаш толку голем број на работна рака, значи Кина стана дестинација за инвестирање во производство. И не случајно речиси нема некоја облека која веќе не е made in China, така. Све е made in China. Нема. Дали овде, дали во Америка, дали во Европа, најголем дел е веќе made in China. Пребрзо се случи. Господине, јас се сеќавате на филмот Армагедон? Научно-фантастичниот произведок. Да. И сцената кога треба да го поправат русите и американците шатлот да им тргне, вика, а филмов е 98, вика Made in USA, Made in USSR, everything is made in China. Everything is made in Taiwan, тогаш вика. Да. И, нели, од тогаш негде ка втора половина на 90-тите беше она Тајван. Све што е Тајван негде искачаше и така над 70-ти се сеќавам Хонг Конг имаше голем но ова на вистина пребрзо дојде. Огром го преплавија светот со текстил, со играчки и така натаму. Но сега се создава еден пластична индустрија, да речеме, и така натаму. Мислам, многу овие велите вие рековте дека мултинационалната е у принцип ниска, така кај што, значи тие индустрии Кина веќе ги монополизираше во последните десетина години. Но вториот факт кога спомнавте е апсолутно ефтината работна рака. Така, значи имаш безбројни кинези кои последните 10 години работеа во некој случај за $1 на ден. Така, тоа ретко каде што можеш да најдеш земја со таков низок почетен стандард, каде што имаш безброј на работници кои би работеле за таква писмени се. Па сега добро, тоа е процес, можеби до одреден степен, мислам во смисла тоа па поведе и други инвестиции во посовремени, да нема фабрика некоја поголема во светов која компанија во светов која не отвора свој погон во Кина, затоа што веќе имаат таму и квалификувана работна сила. Да. Значи, отворањето, да сумирам, отворањето на Кина кон светот предизвика огромен прилив на странски инвестиции во земјата, кој во возврат предизвика, значи, драматично зголемен извоз од Кина кон светот, кој предизвика драматично зголемување на увоз од Кина, од останатиот дел од светот, на ресурси кои Кина не ги поседува и на технологии кои Кина нема капацитет да ги произведува. Но гледаме дека постепено веќе се пуште Кина и во одредени, речам, технологии со зголемена додатна вредност, веќе почна да произведуваат автомобили, почна да произведуваат компјутери, почна да произведуваат софистицирана во наводници телекомуникацијска опрема, например, така, иако не е софистицирана споредена со една Nokia или Ericsson, например, но дефинитивно гледаме дека Кина го следи истиот тренд како што го следеше, спомнавте, нели, Јапонија во 60-те, Кореја и Хонг Конг во 70-те, Тајван во 80-те и така натаму. И веќе се во разликата овој пат е дека станува збор за најголемиот пазар во светот, кој по самото неизино отварање кон светот предизвика огромно зголемување на севкупната економска вредност во самиот свет, но и огромни последици кои ќе го дефинират начинот на кој светот ќе ги постава параметрите во економската сфера во 21 век.